Гледајте Time Out. Ве очекуваат интересни гости, детална ракометна анализа, најдобрите погодоци и жешка дебата. Ракометниот клуб Младост покрај првите стартови со младинските категории денес официјално стартуваат подготовките. Најпрво како децата одморија всушност и како ви одморевте како предводник на младинската категорија и какви ќе бидат плановите целите? Добар ден. Ви благодарам што денес не удостоивте со вашето присуство на почетокот, на официјалниот почеток на подготовките на младите категории на ракометниот клуб Младост. Конечно заврши периодот за одмор и од денес официјално стартуваме со подготовките. За дел од овие играчи е ова почеток, но дел од нив веќе се вклучени во работата со првата екипа на ракометниот клуб Младост. Во овој прв период од стартот на овие тренинзи ќе обратиме пред се внимание да ја малце подобриме физичката припрема на играчите, да после тоа следува период на подобрување на нивните моторички способности, на нивната координација. Сепак се тие деца во период на развој, каде што ја совладуваат ракометната игра и основните ракометни правила и чекори, така да ќе одиме чекор по чекор. Пред нас е една долга сезона, не очекува, имаме пријавено екипи во кадетска и во пионерска лига. Се надевам на добра сезона и добри резултати во оваа сезона. Богданци е мало место, меѓутоа ваш доста голем расадник на млади ракометни таленти. Колку сте задоволни од бројката, од масовноста, бидејќи спомнав, се работи за доста мало место, можеби на ракометната мапа меѓу најмалите? Точно така. Богданци моментално од ќе земам предвид од сите суперлигашки екипи е најмало место и веќе има суперлигашка екипа. А денешната бројка на првиот тренинг, каде што се појави околу 40 деца, дел од нив се уште ги користат годишните одмори, покажува дека во Богданци ракометот е спорт број 1, децата со задоволство идат и присуствуваат на тренинзите. Исто така во текот на следната недела почнуваме со работа и на ракометната школа во Дојран, каде што очекуваме приближно иста таква бројка да ни се приклучат на тренинзите во Дојран. И Богданци како место е расадник на таленти, добро рековте. Во ова генерација кадети и пионери стварно постојат добри дечки кои очекувам да прикажат одлични партии ова надпреварувачка сезона и истите да се најдат на поширок список, а зошто не и во скратениот список на селекторите на U16 и U14 репрезентациите на Македонија. И за крај, со оглед на фактот дека сте поранешен ракометар, колку е потешко да се научи нешто или веќе стегнатото знаење да се пренесе на младите? Па добро, се надевам дека зависи од кој аспект се гледа. По мене, работата со деца е голем предизвик и мора да се обрани големо внимание за сето тоа правилно да се совлада, за да се имплементира, за да можат децата и да се работи правилно, за да можат децата да се види кај нив напредок и да можат да одат напред и да направат солидни кариери и успешни кариери. Денес ги стартувате подготовките, после оние освежени децата со сила, со енергија после летните одмори. Како прво сте задоволни од масовноста кај децата со оглед на фактот дека Младост, односно Богданци е едно од можеби најмалите места на ракометната мапа на Македонија, меѓутоа Младост секој знае да произведе, ако можам така да кажам, доста ракометни таленти. Колку сте задоволни од масовноста, од интересот за ракометот во Богданци? Па така, ние со младите категории немаме проблем во врска со масовноста, значи еве гледате и вие.
дека имаме над 20 деца, од кои што веќе некои се уште на летни одмори, затоа што бидејќи почнавме порано. Мислам дека ќе има и уште 10 деца најмалку, пошто од лани ми фалат едно 5-6 деца, а оваа година до сега со овој прв тренинг едно 3-4 се пријавија, така да немаме проблем со деца. Има младина која што ќе промовира спорти во иднина. Како е најпрво да се работи со децата, бидејќи сте и поранешна ракометарка на млаз, колку е можеби лесно или тешко да се научи, а колку е лесно или тешко да се пренесе веќе стекнатото знаење пред се кон они најмали кои што ги прават првите ракометни чекори? Така сега, значи јас претходните години, оваа ми е веќе 6-та година како што ќе бидам тренер. Претходните години, значи, работев со поголеми деца, со женска група, пионери, и така да тие веќе, знаеш, во пубертет, па и малку е тешко да кажам со девојчиња во таа возраст се работи. Сега оваа група ми се мешани од лани, значи мешани машки и женски од 2019 до 2015 година. И така со малите поубаво се работи, заради тоа што тие се како сунгери, знаеш, пиваат полесно, значи се поизаинтересирани, почнуваат, само што почнуваат некои нели на училиште прво оделение и така со жар, со страст. И нема проблем со нив, значи полесно е. Да, сега се малку генерацијски имам нели разлика околу 5 години разлика деца од прво нели до 6-то оделение, ама затоа па се делат на тренинг, не работат тие со тие. Сега во припреми работат заедно, ама добро е, супер, задоволна сум. Со оглед на фактот дека спомнавме поранешна ракометарка на млаз, каков интересот кај девојките и колку ете, бидејќи младо се врати на тие, ајде да кажеме, стари пати, ќе го во Суперлига и слично, колку ете пополека се враќа женскиот ракомет? Па женскиот ракомет, ви реков, бевме 2 години активни во категорија кај што се надпреварувавме во пионери. Сега, значи, еве има девојчиња, има интернет, па се надеваме за година-две дека пак ќе пријавиме некоја пионерска екипа. Моментално сме пријавени за помлади категории, значи тие се како некој мини ракомет ќе биде, во кој што е мешано и машки и женски, па ги очекуваме РФМ за понатамошни насоки како ќе биде со надпреварите и од кога ќе се почне. И за крај да спомнеме дека вратите на младо се отворени во било кое време, секој дете добро дојде. Да, буквално, значи сите повелете слободно. Има деца, има со кои да се дружат, значи работиме на тоа и да има сплотеност меѓу децата, со разбирање и се, и така да вратата е отворена, чекаме. Матеј, ете си веќе во Богданци, тренира со младост. Најпрво, зошто го одбрав ракометот како спорт? Ракометот го одбрав како спорт, бидејќи така од мал ме занимало груп спорт, брз спорт и затоа го одбрав ракометот. На која позиција игра Матеј, зошто ја одбрав баш таа позиција? Јас играм на среден бек, а таа позиција одбрав бидејќи мојот идол е Марко Митев и уште од мали нози го пратам од кога е тој бил млад и затоа. Дали е тежок ракометот и колку бара можеби посветеност, колку бара можеби да си ангажира на тренинзите за да го направиш тоа што треба од тренерот нели на самиот надпревар? Да, па ракометот е доста тежок спорт, тој бара доста ангажираност и доста упорност и тренинзи. Колку, бидејќи си од Струмица рековме, колку Матеј знае за историјата на младост? Па не толку, бидејќи сум уште нов, но како сум повеќе време тука, така го научувам повеќе така ја научувам повеќе историјата за младост. Најпрво ете, како го помина летото, колку си одморен за се она кој што ќе следува во новата сезона? Јас летото си го поминав многу добро и се одморив за се што следува ова сезона. Колку време си дел од ракометот, бидејќи веќе спомнавме минатата сезона ти и дебитираше за првиот тим на младост? Јас ракомет веќе тренирам уште од многу мало, од 5 години и прво тренирав во ракометната школа Кире Лазаров и после тоа на 8 години се префрлив во ракометната школа на РК Младост и до денес тука тренирам. Кој е твојот омилен идол и зошто започна со ракомет? Мојот омилен идол е Дика Мем
И јас уште од како мал го гледав татко ми и он ми покажуваше утакмици некои и јас и како мал имав желба да тренирам ракомет. Колку треба да си посветен на тренинзите, да си подготвен за сето она кое што ќе го направиш на тренинзите, да можеш да го направиш на самиот прва. Треба да бидеш многу подготвен, треба да имаш многу посветеност, многу да се ангажираме на тренинзите за да можеме да успееме. На која позиција играш и зошто одбра таа позиција? Јас играм на позицијата среден бек и јас ја одбрав таа позиција бидејќи мојот идол на таа позиција е Лука Циндрич и јас се одгледувам на него. Како се викаш ти? Виктор, Колку години имаш, Виктор? 8 години. Зошто го одбра ракомет? Затоа што татко ми беше ракометар и јас го следам него. Тешко ли да се биде ракометар? Не, Да, интересно е, еве овде на тренинзите со другарчињата. да, Браво, супер. Како се викаш ти? Снежана. Колку години имаш? 7 години. Тешко е да се биде ракометарка? Не, Интересно е со децата? да. Кој е твојот идол и зошто еве го одбра ракометар? Бидејќи мојот татко е ракометар и јас него го следам. Ќе го надминеш него? Ќе бидеш подобар од него? Да. Браво. Како се викаш ти? Кристијан, Колку години имаш? 9,5. Зошто го одбра еве ракометар? Го одбрав бидејќи можеме да се истегнуваме, да добиеме многу енергија, да се истрошуваме енергијата. Ја гледаш овие батковци, многу се добри и сакам како нив да станам или па да ги задминам. Тешко ли да се стигне кај тие батковци? Тешко е многу, но знам дека можам да постигнам. Браво, како е те, има ли другарство, се забавувате ли за време на тренизите, се дружите ли? Да, се дружиме. Браво. Како си викаш ти? Ана Марија, Колку години имаш? 7,5. Тешко да се биде ракометарка? Не. Не? Го сакаш ракометот? Да. Кој е твојот омилен ракометар? Кирил Лазаров. Зошто го одбра Кирил Лазаров за омилен ракометар? Затоа што е многу добар ракометар и многу беше добар. Браво, супер. Твојот омилен ракометар кој е? Мојот омилен ракометар е мојот татко, бидејќи кога бев мала јас сакав цело време он мене ме однесуваше во салата и го гледав цело време како игра и јас сакав како него да станам ракометарка. Твојот омилен ракометар кој е? Кирил Заров. И тој ми јас го одбрав него зашто бидејќи тој е многу брз и многу убаво игра, многу дава голови. Кирил Лазаров може би? Може би. Може. А дали имате некој омилена ракометарка или само пратите машки ракомет? Само машки ракомет. Само машки. Вие дали пратите можеби женски ракомет? Не, јас бих пратил, секогаш пратам машки ракометарски. Дали дома, пример, кога игра Македонија, гледате заедно сите ракомети на вивот? Да, Да. Вадите македонско знаме да навивате? да. Браво.
Гледајте Time Out. Ве очекуваат интересни гости, детална ракометна анализа, најдобрите погодоци и жешка дебата.